Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вие имате право да ја знаете вистината. Вечера ќе може да проследите второто продолжување на нашето телевизиско досие со работен наслов Последните денови на Јосип Брз Тито. Втората емисија на од овде од пред Собранието на Република Словенија, кај што прв пат тамо некаде на 6 мај 1980 година после неговата смрт беше изложено телото на маршалот Јосип Брз Тито. Се наоѓаме на Бледското езеро, кај што треба да го сниме интервјуто со професор доктор Лудвик Равник, кој беше дел од конзилиумот задолжен за лекување на маршалот Јосип Брз Тито, додека се наоѓаше во клиничкиот центар во Љубљана. Ваеше за најголем специјалист за бубрежни уролошки болести на прошлодот на поранешна СФР Југославија, токму тоа беа двете болести кога таа втора фаза од лекувањето на Јосип Брз Тито беа клучни околу нарушувањето на неговото здравје. Господине Равник, вие бевте дел од тој медицински тим кој го лекуваше маршалот Јосип Брз Тито, додека се наоѓаше во клиничкиот центар во Љубљана. Тука пред мене се наоѓа списокот на тие луѓе и вие сте ставени во делот на експерти во областа на бубрезите и областа на урологија, односно делот на органите кои му правеа најмногу проблеми во втората фаза од лекувањето на маршалот Јосип Брз Тито. Ледвична функција е била у зачетку ше дости нормална, каснее па кој добивал висока температуре, се е па функција туди ледвиц слабшала. Ja. Во еден момент бубрезите и тотално откажуваат на маршалот Јосип Брз Тито и излегуваат надвор од функција. Од зачетка ја имеше размерно добра функција ледвиц па мехурија. Потом се е стanje слабшало и е пришло до отповеди ледвиц. И заради тега е било потребно имeti уметne ледвице, uporabljati диализу. На островот Трап треба да го сниме интервјуто со последниот жив член на личната придружба на маршалот Јосип Брз Тито, полковникот Драго Микулич. На таа функција, член на личната придружба и дел од тимот на аџутантите на маршалот Јосип Брз Тито, Драго Микулич се наоѓа точно 37 години од завршувањето на второто заседање на Авној во Јајце, па се до неговата смрт на 4 мај 1980 година. Господине Микулич, колку време вие бевте заедно со маршалот Тито? Според тие податоци кои може да се најдат во вашата биографија, вие сте некаде до 43 година, вие сте војник на таа 13-та пролетарска бригада Раде Кончар и подасно од Јајце натаму, па до крајот на неговиот живот бевте на некој начин најблизок еден од најблиските соработници односно пратилац, како би се реколо, или дел од обезбедувањето на Јосип Брз Тито. Јесте, јас сам и чак могу да кажем, да ми, ето, то сам веќе испричao ранije, da sam čak i bio, desilo se tako, nije to niko očekivao, ali desilo se da sam baš bio i na službi kad je umro. Значи на 4 мај 1980 година, 15 часот и 5 минути, вие сте на служба? Bio sam na službi. На 15 февруари 1980 година Јосип Брз Тито паѓа во клиничка кома, во која останува се до неговата смрт на 5 мај 1980 година, односно нешто помалку од 2 месеци, всушност се наоѓа во клиничка смрт и се наоѓа во една коматозна состојба во клиничкиот центар во Љубљана. Кога паѓа во кома председателот Тито и дали воопшто се разбудува после таа кома? Не, никад. Значи 2 месеци пред неговата смрт, некаде околу средина на февруари, тој влегува во таа коматозна состојба и воопшто не се разбудува. Никад се nije ни показал ни трачка свиести након тога. Никада. Во еден момент велите вие дека го спасувате, дека се наоѓа во коматозна состојба од умирање, бидејќи почна да се гуши. On bi tu noć bio umro. To je bilo negde možda početkom marta. Ne znam točno datum, imam ja negde zapisano u svojim papirima. Krvoliptanje iz pluća. Što bi značilo to? Znači tečenje na krv? Da, ja sam bio krvav do lakta, oba dve ruke i sa jednim specijalnim tubusom koji su mi dali kolege iz intenzivne njege u kliničkom centru je Tito spašen. Jer to je jedan dvostruki tubus koji se ugura u dušnik, koji odjeljuje levo i desno pluće. A krvario je iz lijevog pluća, tako da se to uspješno spasilo i ujutro je opet bilo sve po starom.
Според мислењето на професорот Равник, главната причина за лошото здравје на маршалот Јосип Брз Тито во текот на тоа негово лекување во клиничкиот центар во Лјубљана всушност беше високата температура која во текот на тие 4 месеци воопшто не се намалуваше. Според мислењето на професорот Равник, главната причина за тоа беа запушените пори на маршалот Јосип Брз Тито и причина за тоа всушност беа големите и тешки масажи кои се вршеа врз него како би се спречиле тие физиолошки промени во текот на неговото лекување. Докторите велат дека тога се јават одредени компликации бидејќи поради лошата работа на бубрезите сите тие отрови во организмот остануваат и не може да бидат исфрлени надвор и тоа јавува одредени проблеми, подоцна и во желудникот, се јавуваат крвавење во желудникот и разни други тегуби и тоа ја крива дополнително таа телесна температура на пациентот и дека тоа представува еден сериозен проблем во лекувањето. Јас мислам да е главни проблем настал ker je temperatura, nismo mogli z nobenimi zdravili temperaturo spustiti na normalno. In mislim, da je vzrok v tem, da njegova koža ni bila propustna, da bi se lahko znojil, ker je bil stalno masiran. To je moje mišljenje. Stalno je bil masiran in je potem koža postala taka nepropustna, da bi se on lahko dobro preznojil. Razumete? In so te strupeni produkti, ledvic, pa jeter in tako naprej, so ostali v organizmu. Razumete? In to ni bilo še nikjer objavljeno. To je moje osebno mnenje, da nismo mogli temperaturo zbiti zaradi tega, ker se on ni mogel preznojiti, ker je imel on stalno masaža in so bile pore zamašene. За ова наша приказна интересен фактор дека полковникот Драго Микулич беше дежурен тој ден на 4 мај 1980 година кога маршалот Јосип Брз Тито починал во клиничкиот центар и Драго Микулич е еден од тројцата луѓе кои први го гледат мртвото тело на председателот Тито. А тој 4 мај бевте вие дежурен? Ja sam baš bio tada dežuran, da. I onda je general dalje, ali već sam znao da Tito je u lošem stanju. Влеговте вие да го видите? Ne, nisam odmah ušao jer sam nekako, mi je bilo teško. Велите дека измачен бил ликот, дека ликот бил сменет. Значи се гледаше на неговото лице таа борба 4 месеци со болеста, која веројатно беше многу исцрпувачка и тешка. Jes. Od lekova, verovatno, ja tako pretpostavljam. I to je meni ostalo dugo sad već ne, ali mora da to kažem, ne znam koliko je to uopšte i pristojno da kažem, ali u sedmici dana, ako ja njega ne sanjam bar 2 puta, sigurno ne više. Samo više, ne manje. I sve iz službe sa njim. Dobro. Ili kontakt, ili da me nešto pita, ili da smo u lovu, ili da smo u ribolovu, bilo gdje, ali uglavnom i tu situaciju u kojoj sam radio i živio, ja to sanjam. Čudo jedno. Baš mi nekad ne bude prijatno kad se probudi. Постојат многу приказни шпекулации дали до крајот на својот живот некогашниот југословенски комунистички водач и потврда на тај Јосип Брз Тито останал тоа што е или на крајот на животот сепак се вратил во својата католичка вера и религија. Постојат многу шпекулации велат меѓуто тука во овој негов работен кабинет кои сметаат луѓето кои работат овде дека не изменет во изминатите 28 години. Ова е таа работна библиотека со повеќе од околу 8000 книги кои се примероци кои ги има добивано широм светот. Всушност се наоѓа на работната маса една книга која е многу интересна. Тоа е првиот привод на Библијата на словенечки јазик и всушност веројатно таа е последната книга која Јосип Брз Тито има читано пред да замени на тоа лекување во клиничкиот центар. Господине Петан, вие пишувате на книга која станува бестселер во Хрватска и во Словенија. Да. Тоа е книгата за Јосип Брз Тито, во која изнесувате факти дека некогашниот комунистички лидер и атеист Јосип Брз Тито на крајот на својот живот, додека се лекува во Лјубљана, тоа е февруари 1980 година, преоѓа и ја зема католичката вера. Pa da, normalno. On je tražio najpre od svojih ljudi da mu dovede i to konkretno to koje je on tražio. To je sveštenik od Franček Križnik. Franček, da njega tražio, a nisu ga htjeli dovesti, onda se naljutio. Ja hoću razgovarati sa tim čovjekom.
so križnik. I onda su dogljedali ga i on je s njim razgovarao. To je činjenica. Znači, Tito dojeke je v Ljubljani, v klinički centar, razgovara so sveštenik od križnik i postojat, spored vas, pretpostavke, deka može biti volemiot ateist. Da li su samo razgovarali ili je to bilo drugo, da ga on blagoslovio, ja to ne znam. To niko neće vam reći. Ali činjenica je da je on određeno vrijeme i ne malo vremena bio zajedno sa Titom u razgovoru.